Зоран, кои беа аргументите на судот? Да, пред малку овде во Скопскиот кривичен суд 20-годишниот Васил Јованов, кој беше обвинет дека ја прегазила 22-годишната Фросина Кулакова во јануари годинава на пешачки премин кај универзалната сала, беше осуден на затворска казна во траење од 12 години. Според одлуката на судиката Снежана Марковска, Васил е осуден на 12 годишна затворска казна затоа што во тој момент, односно 15 на минути пред полноќ на 29 јануари годинава, со својот автомобил Пежо без возачка дозвола, со брзина поголема од 90 км на час и со алкохол во крвта од 0,80 промили, поминувајќи на црвено светло, смртно ја прегазил 22-годишната Фросина Кулакова од Неготино. Таа минувала на пешачки премин додека било вклучено зеленото светло, а тој воопшто не застанал на црвеното светло кое што сигнализирало дека треба да го застане автомобилот. Имаме дел од пресудата, предлагам да ја погледнеме. Судот, обвинетиот, го осудува на казна затвор во траење од 12 години. Согласно членот 47 од Кривичниот законник, во изречената казна затвор на обвинетиот се засметува и времето поминато во притвор, сметано од 31.2023 година. При одредување на висината на казната, судот ги ценела како отежителните, така и олеснителните околности. За обвинетиот Васил Јованов рече дека бил млад, што се смета за олеснителна околност. Меѓутоа, во делот за отежителни околности, судот го зел предвид и неговото претходно однесување, односно за случајот тој претходно имал и други сообраќајни прекршоци, како што претходно информираше обвинителството, сторил дури 11 сообраќајни прекршоци кои се однесували исто така на минување на црвено светло, меѓутоа исторени сообраќајни незгоди. Имаме дел и од оваа изјава, предлагам да ја погледнеме. Имајќи ги предвид сите повреди од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, кои обвинетиот ги сторил при извршувањето на конкретното кривично дело, судот утврди дека односот на сторителот кон повредата на правното добро, кое се штити со ова дело, е толку игнорантски, до степен на целосна несовесност, дрскост и безобзирност, кое судот особено го цени како отежителна околност при одмерувањето на кривичната санкција, што во корелација со другите околности под кои е сторено кривичното дело придонесе за одмерувањето на конкретната санкција. Зоран, судењето утрово во судница го следеше и семејството на Фросина, кој е нивниот став, дали тие се задоволни од ваквата пресуда? Да, во судницата додека се изрекуваше пресудата, присутни беа и родителите на починатата Фросина Кулакова. Тие бесно ја прифатија одлуката на судот, откако слушнаа дека е осуден на 12 години затвор. Па така, таткото на Фросина ја напушти судницата, а на излегување од просторијата рече судот е мафија. Имаме дел од оваа атмосфера, предлагам да ја погледнеме. Васил Јованов од Скопје му се изрекува и казна забрана на управување со моторно возило од Б категорија во траење од 5 години. Судот мафија казна за издавање на возачка дозвола сметано од денот на правосилноста на пресудата, со тоа што времето поминато во затвор. Како мајки да признаат толку лабави се денеска? Одговори ми. Како беа лабави денеска? Претходното судење, знаеш како беа? Како струна стегнати. Лабави. Знаат, судите пресудата и надван однапред знаеш. Лабави. Секоја ти чест. На сите вас Господ да ви суди. Заврши. Заврши. Револтот и незадоволството од одлуката на Скопскиот кривичен суд по 12 годишната затворска казна за возачот Васил Јованов, таткото на Фросина ја изрази по завршување на судското рочиште. Тој рече дека
ваквата пресуда е всушност награда за сторителот. Додаде и дека не ја исклучува можноста од организирање повторно протести. Имаме изјава да ја погледнеме. Многу мина, на душа ќе ја носат погибијата на детето Ангел Фросинче и ваквиот срамен судски епилог. Арам да им се парите и се друго што добиле како компензација. И Бог нека им суди и пресуди. Ние не се откажуваме. Да, за одбраната пак ваквата одлука на судот велат дека е превисока казна и досега не била забележана во рамки на претходно донесените пресуди во Скопскиот кривичен суд кои што се однесувале на сообраќајни незгоди. Адвокатот Дуковски ја спореди казната со останатите пресуди од Скопското апелационо подрачје, посочувајќи сообраќајна незгода која исто така се случила на булеварот Партизански одреди, која завршила со смртни последици, а возачот бил казнет со казна затвор од 3,5 години. Ја напомена и пресудата која што ја донесе Велешкиот суд за девојчето кое што беше прегазено на пешачки премин во Велес. Ја гледаме и оваа изјава од адвокатот Дуковски. Секако е трагичен настан, но не може од овој настан да се спроведува, да се започнува со спроведување на нова казнена политика во Република Македонија. Само за тоа ми е преговор. Сметам дека судот не ценеше во доволна мера искреното каење и личноста на сторител. Казната е превисока. Обвинетиот Васил Јованов со наведната глава ја слушаше пресудата и слушна колку треба да одлежи во затвора за сообраќајката која што ја предизвика на крајот од јануари оваа година. Според обвинителството, одлуката, односно пресудата е највисока досега која што ја изрекол овој суд, па како што рече јавниот обвинител, сепак не ја исклучува можноста да вложи и жалба на пресудата. Ја гледаме изјавата од јавниот обвинител Александар Марковски. Денешниот ден за обвинителството е поголема победа, затоа што беше изрешена казна затвор, која што во историјата на овој суд за ова кривично дело и кога станува збор за една почината, една жртва, не била досега изречена, а сметајќи на висината од 12 години казна затвор, сепак јас обвинителството го задржува правото на жалба и да бара и повисока казна затвор. Да, со изрекување на пресудата практично заврши овој судски процес кој што се однесуваше против 20-годишниот Васил Јованов, кој предизвика сообраќајна незгода со смртни последици. Тој во текот на првото рочиште кое што се одржа минатата недела овде во Скопскиот кривичен суд призна вина, изрази каење за стореното, а се извини и до родителите, пошто во текот на денешниот ден беше донесена и пресудата, односно 12 години затвор, меѓутоа тој доби и забрана за управување моторно возило во траење од 5 години. Првосилноста на пресудата пак Васил Јованов ќе чека во притвор, односно беше одбиено барањето на адвокатот Дуковски тој да излезе на слобода, а предлогот за продолжување на мерката притвор до правосилноста на пресудата дојде од страна на јавното обвинителство. Деспина повеќе детали за се она што се случуваше денес овде во големата судница на Скопскиот кривичен суд при изрекување на пресудата за 20-годишниот Васил Јованов гледаме во вестите во 16. Зоран Јаневски, јас ти благодарам за сите овие информации во вестите во 12 часот, секако многу повеќе пренесуваме.